Значи, не доаѓаш. Ти реков. Како прво не е фер. Како второ не ме интересира. Тој се тепал со тебе. Велиш дека си го натепал, а од друга страна носиш цела сурија за да го нападнете. И да го нападнеме, само да го плашиме. Утре и тебе ќе те нападне кој не ти го земе стравото. Реков не. Остави го, плашливец. Сум, признавам. Се плашам дека од обична игра работата може да стане опасна. Уште и со филозофија ќе не предомисли. Туку да одиме ние. Ајде. Кукавици. Куку. Živa li je? Živa je! Živa je, ženo! Nozete, ratate! Ma čitava je cela, da ja kak ja vidiš. Ma dobro je, živa je, bez... Evo! Простете, момчето. Што момчето? Па... Кој е момче? Како кој е момче, човеку? Па момчето што ми го спаси девојчето. А, не... тоа? Да. Не знам. Извинете, нешто да ве прашам. Да. Едно момче... Какво момче? Па,
Момче во црвен джемпер. Да. Не видовте? Добро го видов. Каде отиде? Кон таму отиде нека. Каде? Онаму, према улица. Благодарам. Што си таков, Боде? Каков? Каков? Ти се тресав нозете. Тоа. Ништо, тоа е од скалите. И што? Се качував по две скали да наеднаш. По скаливе сакаше да го надоместиш времето што се враќаш во Кудоцна, нели? Напорен ден. Многу. Што има за ручек? Три нови лекции сутре. Па, тоа ти е работа, дете. Да, точно, мама. Ей, напиша домашна. Чекај. Јас ништо, книга не фати. Ако не дигне, го обрав Бостона, здраво. Ей! Го суредиле. И се наљути. Што ти е, Христови, чекај. Седња. Ајде седни. Ајде седни. Што видна? Ете, тоа видна. Тој до тебе. Прв ме насаска, пота прв ја свитка опашката. Де, друг пат ќе му платиме. Фала. Не ми се носи фластери на десното кој подолно. Само остер, а? Па прв избега тој до тебе, а потоа и другите. Само не беше ни од негова страна фер. Јас сама, тој со тројца. Ама не беше ни од твоја страна фер. Ти одеше со десетмина, а? И за тоа си прав како пушка. Друга работа е пак што неговите 3 мина биле похрабри од твоите 10 мина. Друга работа? Да видите дома. Сите запнале против мене, ке ме дораскине. Те дораскинали. Да викаме милиција, брза помош, кој ке паше, се кола се пеше. Наставникот доаѓа. Сиде на место. Цел град само за тоа раскажува. Што тоа? За случајот со девојчето, онаму кај раскрсницата. Никако да го најдат момчето што го спасило. Знаат само тоа дека носело црвен джемпер. Како бате. Ти уште не спиеш? Гледај сега како преоѓаш преку улица. А вела дека момчето... Не можете ли малку потивко? Ништо не можам да разберам. Што од музикала, што од вас, што ќе запамтам јас? Спи. Сега бабачко стана славен во целата зграда. Го читате она во вечер за девојчето и детето што ја спасило? Да, го читам. Сите мислат дека тој херој сум јас. Зашто сум облепен во фластери? Не фластери, туку медали требало да ти дадат. Ми вели една баба од долниот кат. Значи, им личиш на херој. Ете да речеме ти, Боде, како Јас. што си мирен, скромен и пресметлив. Тантара-мантара, никогаш не можеш да станеш херој. А дури да станеш, никој нема да ти верува. Мене само татко ми не ми верува. Вели да ми речат дека некого си бутнал под кола. Ајде да поверувам. Ама дека некого си спасил. Ни нос под грло не ке ме натера да поверувам. Ама на вистина, цел град само за тоа зборува. Некој вела дека таткото од девојчинцето на момчето му нуди убава награда. Летување во Охрид. Ајде сега уште тоа.
Мене мајка ми веќе ми верува дека сум тој херој. Само од скромност дека не признавам. Да, Ајде, си одим. Ајде. Идам. Еде. Здраво, шо правите, бре? Како сте? Никаде ве нема, па него хајде да идам да ве видам што правите, како сте. Она тетка Боде, што правиш бе, сине? Учам. Цел ден со книгата, цел ден. Еве, бре, ќе седнам, кај било. Кажи како си. Харно, бре, харно. Ама, моево и твоево, амбулиња, сестро, амбулиња. Што тоа? Ке како што, штокче, па рокче. Чуски, бре, чуски. Кај што не треба, таму ќе се најдат, а кај што треба, никаде ги нема, бре. Кажи да што е, кажи. За она дете што читаме во весниците ми е зборот. Среќниот татко на спасеното девојче нуди летување во Охрид. А и тоа момчето ми е, бре, некоја планем туристе па не се јавува. Море, Боде теткино, грнена тетка без зрачки. Си се скукулчи над книгата, а другите ќе направат едно херојско дело и цел народ, бре, дознава за нив. А и братуче ти, Боро мој, ќускијана мој, ист како тебе, бре. Ама тебе, бре, па, ти фаќа пиперницата, него ни тоа не му фаќа. Тутулиња сте, бре, тутулиња. Штак. Кажи. А бре, не сум читала ни во вестник. Уште не го најдува тоа момчето? Сладко. Не сум читала денешен вестник. А бре, ја не сум читала, туку ние во нашата зграда си имаме и утро, и пладне, и вечер. Младен, каде од најгорниот кат. Знам, не сум кажувала. Иако е најгоре, за се прва дознава. Со гаранција дека момчето не е јавено. Знаат само дека имало 3-14 години, дека носело црвен джемпер. Црвен джемпер. Ако касе си. Ау, затоа ти, Боде, не го носиш црвениот джемпер, а? Не, така широк ми е. Ајде да се разбира дека нема да го носи, како ќе го носи. Ќе мисли Светов дека Сосила го глуми храброто момче. Сестро, не е слеп Светов. Та Боде твој херојство или Боро мој херојство. Мора за голи се да ги пуштиш по светот. Голи! Што ни фали, тетко? Што им фалело? Ви фали треска и црн бор заедно, бре, не по една штица. Еде, тоа ви фали. Што им фалело? Леле, сестро. Што? Летување во Охрид? Моја слика, негова слика во весниците. Зошто пак твоја слика во весниците, касне се? Како, бре, зашто? Па ако беше Боро мој спасувачот, тој ќускијана моја. И мене ќе ме сликаа во весниците и под сликите напишано ваква мајка јунак раѓа или еднаш мајка јунак раѓа. Туку сега за сега само ќуски, сестро, да простиш. Ќуски. Туку... Слушај, ако не го носи Боде джемперон, дај го бре на Боро, нека го поноси. Па нека помисли Светов дека тој е спасувачот. Нека размени малце во мислењата за Боро мој. Вака, кој скачил прозорец? Боро мој. Кој шкрабал по зидовите? Боро мој. Кој лифтом го заглавил? Боро мој. А сега нека видат каков може да биде Боро мој. Боде, не го носиш тете, Не, Ајде, го го на Боро. Ама неки е широк. Па нека го земе. Некако да не ме мубил, види го како на прачка да е наврен. Ти, бре, тете, јадеш, пиеш, спиеш, еве, работиш нешто. Леле Милана тетка, убава тетка, бубредже, јаболце на тетка, види ја пак, ти не ја, види. Широк му е. Леле, ќуски, овај спасувачна мајка, леле. Сега на вистина претера.
Со момчето со црвен джемпер. Да. Го нема да се не сака, затоа не се ово. И јас така мислам. Мене уште од утрина ме пратија да купам весник. Си измисли обава забава луѓето. Мене се уште не ми верува дека не сум јас тоа момче, иако јас немам црвен джемпер. Па, Туку денеска имаме писмена по македонски. Да, кој знае што ќе даде. Јас се подготвував од материјалот, така даде на слободна тема. Обрав останки. А, ти си силен на слободна тема. Сега сте тоа. Да? Седнете, деца. Простете, колешки, нова е таткото на спасеното девојче. Сака да го најде момчето, храброто момче. Добар ден. Херојот со црвениот джемпер, како што пишува во весниците. Повелете, погледајте. Повелете, погледајте. Ќе појдеме во другите оделенија. Не, проштевајте го. Молам. До гледање. Мир, ученици, мир. Имав намера да ви дадам писмена на тема од материјалот. Но настанот со девојчето и неговиот спасувач е многу интересен. Сите зборуваат за него. Вие сте осмоделенци, сега сте пред големата врата на животот. Многу тајни размислувања веќе не ви се туѓи. Затоа, настанот, од кој го извлеков насловот за писменава работа, мислам дека ќе ви понуди доволно различни пристапи. Дека ќе проговорат вашите срца. Почнувајте, но не брзајте, имаме време, по часов е големиот одмор, можеме и него да го искористиме. Боде, чекај. Евети го джемперот. Носи го. Море вети го да не го видам веќе. Запна мама, носи го, та носи го. Да бисни сметот дека си ти оној херој. Се заврши. Момчето не се јави. Секој чудо за 3 дена. Ајде, чао. Чекај. Не дојдеш на ручек? Што го ти дека за ручек? Ми се чини рече ќе прави полнети пиперки. Доаѓа. Мене ако сакаш да копеме полнети пиперки, а особено вонја што ги прави тетка. Па ајде тогаш. Знаеш што ми вели мама? Што? Оди врткај се околу каде што можеш да направиш некој добро дело. И ти што направи? Некој херојство. Денес ги смачкам полнетите пиперки на тетка. Па ајде тогаш. Добар ден, деца. Деца, не знаете колку ми е мило што во оваа писмена работа се покажавте мудри и благородни. Сите ваши мисли, колку и да се невешто соопштени и колку и да се понекогаш пренагласени, зборуваат за тоа дека овие состави ги пишувале вашите срца. Срца полни љубов и топлина.
Разделете ги. Многу пријатно сум изненадена што една од најдобрите работи е писмената на Добре Митевски. Но, впрочем, зошто јас да зборувам, најдобро ќе биде тоа да го направите вие, читајќи ги своите состави. Само да ви кажам дека овој пат не внимавав на граматичките грешки, ниту ги бележев, зашто тие се толку неважни во споредба со избликот на вашите чувства и мисли. Ајде, добре, почнувај. Но немој брзо и нејасно како што си знаеш. Полека и внимателно. Слушајте, деца. Дали и јас ќе постапев така? Исто, зашто сите постоиме еден за друг и сите сме живи, зашто други ни се грижат за животот. Човек, ако живее само за својот живот, не е човек. Одлично, уште еднаш браво. Ајде сега ти, Маре, прочитај. Со растреперено срце читав и слушав за храброто момче што го спасило девојчето од потркалата на смртта. И уште читав за благородниот и благодарен татко, кој на сите начини се обидува да го најде непознатото момче за да му заблагодари. Добар татко, му велам јас со своето срце. Погледни во кое сакаш момче или девојче. Нема да сгрешиш ако во секое од нив го препознаеш храбриот непознат спасувач. Штета, навистина штета што нема поголема оцена од 5. Ајде сега ти, Слободане. Седам и размислувам. Дали ќе се јавев ако бев јас спасувачот? Уште и си размислувам каква тоа награда му следува некому ако изврши својата должност, својата основна човечка должност. Мислам, должноста не треба да повлекува награди. Должност на мајката е да го храни своето дете. Должност на ластовичката е да го научи да лета своето дете. Должност е да му се помогне на човек во неволја, а особено света должност е да му се помогне на животот да продолжи да живее. Ако бев јас случајно спасувачот, ќе постапев како момчето и немаше да се јавам, да примам почести и пофалби, зашто јас не сум направил ништо особено. Јас само сум и извршил својата должност. Да завршам. Го открив името на херојот со црвен джемпер. Тој има неколку имиња. Должност, љубов, човечност. Тој ги има сите наши имиња. Може да се вика и Боде, и Добре, и Маре.